Без поголеми промени е состојбата со бројот на пациенти со COVID-19 во последните неколку дена во општата болница со проширена дејност во Кочани. Таму тие се лекуваат во болнички услови. Сите се сместени на COVID одделот адаптиран во рамки на одделението за интерни болести. Според информациите од директорот на болницата Александар Серафимов, пациентите се со полесна клиничка слика. 15 пациенти хоспитализирани, од кои 5 се на постојана оксигенска помощ, со полесна клиничка слика. Се се пациенти околу 50 на години, само симптоматично е тоа што се не вакцинирани. Во моментот во Кочани се регистрирани 172 активни случаи со COVID-19. Во Виница се 38, а во регионот најмногу во Штип 205. Според податоците од здравствените институции, во целиот источен регион има вкупно 690 позитивни лица на коронавирусот. На пунктовите во општата болница во Кочани без проблеми се одвива вакцинирањето на граѓаните, а на располагање стојат вакцини од производителите Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. Со писмен допис испратен до медиумите, група граѓани од Кочани реагираат поради неколку месечното испуштање чад од депонијата кај виничкото село Лески. Во дописот е упатен повик до новата локална власт во општина Виница да преземе мерки против загадувањето на воздухот, а што се пренесува и до Кочани. При тоа се истакнува дека повеќе од 6 месеци депонијата кај Лески е запалена и чади, со што во континуитет ги загадува и населените места во соседните општини. Тоа се случува во период на пандемија, кога граѓаните се борат за здив или се наоѓаат на кислородна поддршка во болниците, а депонијата и понатаму чади и не труе сите, се вели меѓу другото во дописот од граѓаните. Упатен е јавен повик и до новоизбраниот градоначалник на Виница, една од првите работни задачи да му биде решавањето на овој регионален проблем, затоа што, како што се нагласува, чадот не познава општински граници. Граѓаните се обраќаат и до инспекцијските служби со прашање како законите можат да важат за земјоделците кои ја палат сламата за да ги обработуваат оризовите полиња и да плаќаат казни, а за општините и локалните власти да не важат истите законски обврски. Молиме за чист воздух и за добро здравје, стои во заклучокот на писмениот допис од загрижени граѓани од Кочани, што е доставен до медиумите. Доброволното противпожарно друштво од Кочани упатува јавен апел до сите граѓани од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево, како и до оние кои живеат и работат во странство, да помогнат во прибирањето финансиски средства за обезбедување опрема за новите членови. Во повикот се истакнува дека парите што ќе бидат собрани од донациите ќе се наменат за купување водоотпорни и огноотпорни оддела, чизми, средства за комуникација, црева, пумпи, моторни пили, возила и останата опрема, што е потребна за побрза и поефикасна работа на друштвото. Во прилог на апелот, објавени се и жиросметките на кои граѓаните ќе можат да ги уплаќаат донациите и финансиските средства. Доброволното противпожарно друштво во Кочани беше оформено пред околу 2 месеца по граѓанска иницијатива. Поддршката дојде и од локалната самоуправа, која за неговото поефикасно действување и за работа обезбеди просторија во објектот на територијалната противпожарна единица. Во друштвото се вклучени 50 на доброволци, кои од неодамна ги почнаа и теоретските и практични обуки за интервенции во случај на пожар и други опасности. Според председателот на Доброволното противпожарно друштво Златко Илиев, обуките се спроведуваат за гаснење шумски и пожари на отворено, а потоа ќе следуваат вежби и за гаснење пожар во објекти. Детската градинка Павлина Велјанова почна постапка за доопремување со набавка на делови од мебел неопходни за подобро исполнување на задачите во објектите Цветови кај градскиот пазар и Бамби кај автобуската станица. Во тек е јавната набавка за купување опрема преку тендерска постапка за која сумата не е наведена, но трошоците ќе бидат покриени од сметката на детската установа. Според техничката спецификација, за објектот Цветови ќе се набават 12 плакари за складирање на мобилните детски креветчиња, како и бокс за пресобликување на децата. Во секој од плакарите треба да може да се сместат по 10 креветчиња. За објектот Бамби пак е предвидена набавка на комбиниран плакар за постелнина и гардероба.
Мебелот и за двата објекта треба да биде изработен од оплемената иверка, заедно со неопходните придружни елементи како ногарки, полици, држачи и слично. Рокот за пријавување на заинтересираните субјекти за изработка и монтажа на мебелот е до 9 ноември. Според тендерската постапка, избраниот изведувач ќе има обврска да ги заврши работите во рок од 20 дена по потпишувањето на договорот, односно до средината на идниот месец. В петок библиотеката Искра Кочани ќе биде домаќин на изложбата поврзана со минатото на градот и регионот преку културни артефакти. Организатор на изложбата под назив Културното наследство на Кочани и Кочанско низ фотографии е Археолошкиот музеј на Македонија. Отварањето в петок е закажано за во 12 часот во просториите на институцијата. Можат да присуствуваат сите заинтересирани граѓани. Автор на изложбата Културното наследство на Кочани и Кочанско низ фотографии е вишиот кустос Илинка Атанасова од Кочани. Председателот на управниот одбор на фудбалскиот клуб Слога 1934 од Виница, Златко Насев, се повлекува од функцијата. Известувајќи ја јавноста за одлуката преку својот Facebook профил, тој нагласува дека поднесува неотповиклива оставка поради лични причини, односно поради заминување во странство. Во известувањето, Насев дополнува дека во март 2018-та станал председател на клубот кој во тоа време се надпреварувал во третата македонска фудбалска лига Исток и бил на 7-та позиција со освоени 15 бода. Сезоната е завршена на третото место со вкупно 32 бода. Во следната надпреварувачка сезона Слога ја остварила целта за влегување во втората фудбалска лига со 10 победи од 10 надпревари. По влегувањето во втората лига, што се случи по 19 години, нагласува Насев, сезоната е завршена на високото четврто место со 36 бода. Во оваа надпреварувачка сезона пак, по одиграни 9 кола, Слога го дели првото место со победа од Прилеп со освоени 22 бода и е на добар пат да забележи успешна година. Насев упатува благодарност до досегашниот градоначалник на Виница Ивица Димитров и до неколку фирми, без чија подршка немало да се постигне успехот. Исто така додава дека со ваучерот од Агенцијата за млади и спорт во јануари, што се добива по основ на успех од претходната сезона, сметката на клубот ќе биде во ликвидна состојба. Тој очекува дека новиот председател со помош на градоначалникот Миле Петков ќе проложи достојно да го представува клубот со заложба да се избори пласман во првата македонска фудбалска лига. При тоа тој заклучува дека во Слога бил фудбалер, па потоа председател, а до крајот на животот останува симпатизер.